Недостигот од онколошки лекови останува хроничен проблем во здравствениот систем. Додека пациентите се борат со најтешката болест, надлежните се обидуваат да најдат решение тие да не останат без терапија. Веќе неколку месеци на клиниката за онкологија недостасуваат тумор маркери, како и лековите цисплатин и таксол, кои се користат во редовната терапија на онколошките пациенти. Во моментот постои привремен недостаток од лекот поради доцнење на испораката од страна на дистрибутерот, дистрибутивна дефектура. Очекуваме лекот да биде достапен во текот на утрешниот ден или најдоцна до почетокот на следната недела. Сложени законски процедури се најчестите причини за недостиг на лекови на клиниките за онкологија. Пациентите бараат трајно решение за редовно да им биде обезбедена неопходната терапија. Од Сдруженијето на пациенти Хемоонко бараат итна измена на законот за јавни набавки на лекови со цел да се спречи повторување на ваквите состојби. Според нив, сегашната регулатива овозможува пролонгирани тендерски постапки и административни застои кои создаваат празнини во снабдувањето со неопходните медикаменти. Повторно поради тендерските набавки постоја гапови во тоа која терапија кога ја има. Дури ние како пациентска организација апелиравме до дистрибутерите за лек, тоа е сандостацинот, кој што го немаше и немаше ниту кој да го понуди. Разговаравме со сите веледрогерии во државата за да се изнајде начин која од нив или повеќе од нив да изнајде начин како да го понудат овој лек. Министерството за здравство пак најави законски измени со кои ќе се воведе нова, пофлексибилна постапка при јавните набавки за лекови и реагенси, со што би се избегнало времето на чекање меѓу две тендерски постапки, период кој често доведува до недостиг на терапија и дијагностички материјали.